Со повеќе активности Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков утре ќе го одбележи својот патронен празник. Една од активностите кои ќе се организираат е театарската представа Сребреното јаболко, во која ќе учествуваат ученици од 7 и 9 одделение. Да, утре празникот, односно патрониот празник на Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков, и по тој повод прво би сакала да го честитам празникот на сите вработени и на сите ученици во нашето општинско основно училиште. А ние како агенда за одбележување на овој празник имаме организирано театарска представа под името Сребреното јаболко, во која што учество земаат учениците од 7 и од 9 одделение под менторство на наставникот Томе Постолов, како и другите наставници од ликовната секција и од рецитаторската секција кои што постојат во нашето училиште. Па денеска со почеток во 19 часот во Центарот за култура Ацо Караманов ќе се одбележи патрониот празник на нашето училиште со свечена академија, но одбележувањето продолжува и утре, односно по распишаниот конкурс Македонија низ вековите, учениците како од нашето училиште, така и од сите основни општински училишта на ниво на општина Радовиш пишуваат, цртаат, имаме и ликовна колонија на која што на лице место ќе се цртаат цртежи, како и фудбалските надпревари помеѓу основните општински училишта. И утре после 12 часот ќе ги знаеме и победниците и наградените ученици, како од литературниот, од ликовниот конкурс, така и победниците. Учениците по повод патрониот празник веќе се подготвени со ликовни и литературни творби, како и представата Сребреното јаболко. Па да, учениците гледам дека имаме пристигнато доста голем број на творби, како литературни, така и ликовни творби, а театарската представа Сребреното јаболко моментално ја прават генералната проба заедно со оркестарот и хорот од нашето основно. Ќе бидат доделени дипломи, награди и благодарници за сите оние кои соработувале со училиштето подолги години наназад.